Почитувана пратеничке Кузмановска, ви благодарам за шансата да можам да ги кажам правите бројки. Значи, сега е модерно да се зборува за математичка политика, а јас го прифаќам тој предизвик и ќе зборам математички прецизно. Значи, не е проблем што се дојдени 23 странски инвестиции, ќе подлечам 23 за времето на владењето на ВМРО. Да, ние тоа го поздравуваме и тоа е добро. Но проблем е што за тоа се потрошени 225 милиона евра и при тоа само 25 милиона евра се директно завршени кај компаниите, а 69 милиона евра се даночни олеснувања, а останатото 130 милиона евра се потрошени во разни роудшоуа, промоции, маркетинзи и така натаму. Тоа е проблемот. Само 23 странски инвестиции со 19.000 вработувања, од кои 60% се превземени, не се ново вработени. Тоа се факти. Ние не можеме да одиме против фактите. Тоа што е добро е добро. Ама ајде да кажеме сега што е тоа што вие го зборувате како невистина. Викате дека нема ни една странска инвестиција. Знаете зошто нема? Заради тоа што ние не се сликаме еднаш кога дошле на аеродром, па еднаш кога прв пат испаднале на терен, па еднаш кога прв пат дошле у влада, па еднаш кога прв пат стаиле камен, па еднаш кога, не знам, вие се сликавте на се. 10 компании се подпишани за овие 10 месеца и тие 10 компании се компании кои што ние сме ги убедиле да дојдат. Последниот, само ќе ви го кажам, се вика Баумер од Швајцарија, кој што е реномирана компанија која што прв пат дојде во Република Македонија за 3 месеци и ви благодарам за комплиментот дека требало 3 години да се убеди, ние ги убедивме за 3 месеци. И ете тие подпишаа. Значи и тоа е една добра инвестиција и такви има 10 и ја ве охрабрувам да го пратите процесот, ќе има уште 18 последниот период и ќе има до крајот на годината значаен број. Но знаете ли што е разликата? Разликата е што е тоа направено со нула трошок. Тоа е разликата. И тој нула трошок вие го гледате сите. И е направено без помпа и кампања. Иначе, правото прашање е, па ваша статистика е дека се запослиле 180.000 луѓе во тоа време. И тоа е веројатно точно. Ако се запослиле само 20 од странските инвестиции, 50 да речеме се запослиле во администрација, треба да провериме. Тогаш кој ги запосли останатите? Ги запосли реалната македонска економија. Прашањето е што вие помогнавте на реалната македонска економија. Е точно тоа го правиме ние со овој закон за економски раст, ги поддржуваме сите квалитетни фирми. Мене ми е жал што има малце време, мислам дека има многу што да се зборува со бројки. Ви благодарам.